Господин Омираgić со коментар околу... Мислам дека не постои емисар од Европска Унија кој не сака да биде успешен. Значи, логиката и дефиницијата дека стабилноста пред демократијата дојде тогаш кога се свати дека двете страни внатре не може да постигнат соодветен договор за суштинските прашања. За изборниот список, за медиумите, за изборниот законник, што у суштината е менјава. Една изборна единица, што ја подара опозицијата, ќе беше отворени нешто листи, сосем друго. една изборна единица и така натаму. Значи, тоа е првата суштина. Втората суштина е да се редефинираат програмските елементи во медиумите, да се стабилизираат по европски стандарди, и третото беше да се прочисти избирачкиот список по извршениот попис. Тоа би било најсоодветна некаква релација. Сето тоа можеше да се направи и со своји сили, со концентрациона влада, кај што би влегле по мене сите на една платформа за искачање од криза, и невладин сектор, и мали политички партии, и големи политички партии, чак и граѓански сектор кој не е организиран, а односно е дел од експертската јавност и така натаму. И организиран некако во тој контекст, мислам дека би нашли суштински решенија и би ги нашли и суштинските поддршки на меѓународната јавност по тој основ. Зошто, само сакам да кажам, зошто